Почитувани граѓани на општина Неготино. Деновиве низ градот кружат најави и ветувања за рестарт на фабриката за кабли Неготино преку партиски списоци на кои се запишувале наши сограѓани за вработување во истата. Јавно прашуваме дали ова е вистина или се повторува истото сценарио од пред 4 години кога актуелната власт правеше списоци за обештетување на бившите вработени во ФКН. Тоа никогаш и не се случи. Дали повторно се работи за предизборен трик на актуелната власт? Во тој контекст прашуваме. Дали е познат инвеститорот или само од уво на уво оди истата приказна дека инвеститорот е од Турција и толку? Дали тој инвеститор има партнери од Македонија? Кои се и со колкав процент би учествувале во инвестицијата? Ако малку по-професионално и потрезвено размислиме и се вратиме на деновите и годините, кои беа измачување за вработените во ФКН, меѓу кои бев и јас, поминати со стресови, со постојано исчекување што ќе се случи, каква ќе ни биде иднината, кога чекавме исплата на одработеното. Поучени од доживеаното, нема ли да си го поставиме прашањето? Каде е инвеститорот? Јавно, пред граѓаните на општина Неготино, да испадне и да ги запознае со идната инвестиција, со веќе изработена физибилити студија, која треба да се одржи. Колку чини новата инвестиција? Дали инвестицијата опфаќа нова софистицирана опрема или ќе се работи со старата постоечка опрема која е само свежо офарбана и која ќе нуди неконкурентен производ на пазарот? Која сортиман на кабли ќе го опфаќа програмата? Колку е планираното годишно производство? На кои планирани пазари ќе се пласираат каблите? И најважното, кој е планираниот број на вработени? Бензинска пумпа ДМД Оил.